Ниту еден наставник нема да остане без работа со воведувањето на едносменската настава. Ова го потврди министерката Јаневска, која објасни дека дел од кадарот ќе биде прераспределен во училиштата и општините каде има вишок на деца, а процесот ќе го спроведе Министерството за образование заедно со локалната самоуправа и менаџерите на училиштата. Дистрибуцијата на наставници во училиштата во Македонија е неравномерна и во некои училишта постојат паралелки од по 12, 10, 15 деца и повеќе такви паралелки за да се сачуваат работните места на наставници кои што во овој момент би биле вишок ако се спојат паралелките. До сега во Македонија едносменската настава е воведена во 150 училишта, а од Министерството за образование се задоволни како се одвива процесот. Оттаму велат дека и самите општини, односно градоначалниците, се вклучиле активно во спроведување на проектот и ја разбрале потребата и бенефитите од воведувањето на едносменската настава. Апелирам до сите градоначалници и сите директори да се посветат на овој проект, затоа што, како што кажав, бенефитот е мултифакторијален и ги опфаќа и учениците, и родителите, и наставниците. Нашата анализа вели дека за да се спроведе овој проект, едносменско работење во училиштата, потребна е доградба на околу 300 училишта, училници се извинувам и 70 санитарни јазди, што би чинело околу 8 милиони евра. Градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски смета дека со едносменската настава им се олеснува образовниот процес и на децата, и на родителите, и на наставниците. На учениците, на децата им овозможуваме правилен биоритам на живеењето, да има доволно време за воншколски активности после завршување на редовниот дел од наставата. Инаку министерката со градоначалникот Стојковски денеска ги посетија учениците во училиштето Димитар Поп Ѓоргиев во Ѓорче Петров. До сега во училиштето се направени поголем број инвестиции, како поставувањето на енергетска фасада. 9 училници добија нов под, а изградени се и 2 нови спортски терени, еден на вештачка трева и еден мултифункционален.